Драги наши гледачи, добро утро. Денеска ќе имаме можност да ви презентираме неколку книги за деца, но и книги за возрастни, некои нови, некои не толку нови, но вредни да се прочитаат, а истите можат да бидат и како подарок за празниците кои што ни предстојат. Ана Несторовска-Сазловска ќе ни помогне околу изборот кој што треба да го направиме сите ние, без разлика дали сакаме да подариме на деца, на внуци, на пријатели. Ана, добро утро. Драго ми е што сме денеска заедно, затоа што ќе уживаме во светот на книгите, и детските и книгите за возрастни. Можам да забележам дека сте направиле, барем вака, на изглед многу убава содржина сте одбрале, верувам дека се и вредни за читање. Да, благодарам, Милина. Книгата е навистина најубавиот подарок кој што се отвара повеќе пати. Секој отварање е ново изненадување за читателите и тој е траен подарок кој што останува во домот, се менува од генерација на генерација, затоа и сметаме дека тоа е една од највредните инвестиции кои што може човек да ги направи. За престојните празници направив една селекција на книги кои што сметам дека ќе бидат интересни за најмладите најпрво читатели, меѓутоа и за возрастните. Ќе почнам со книгичката, односно сликовницата Снежни приказни, која што содржи 11 нежни приказни, богато илустрирана, и гледате има и снежен елемент, потсетува на празници, на Нова година, на потоа и на зимски распост. Значи ова е книга која што може да им се чита на малите читатели, дечиња кои што се уште не читат, меѓутоа и дечиња кои што почнале сега да читат или кои што сакаат да прочитаат книга плюс. Покрај оваа книгичка која што е убава, како што реков, илустрирана и изгледа навистина како подарок, само една машничка може да ставите и да ја подарите. Уште една преубава книга. Ова е избор нов направен со најпознатите бајки од светот. Значи почнувајќи од Снежана, Црвенка, па Заспаната убавица, значи повторно реобјавени, препакувани, уредувани, прераскажани, како да кажам, меѓутоа и богато убаво илустрирани со нови илустрации. Илустрациите се на нашата илустраторка Наталија Лукомска. И затоа што сметаме дека секоја нова генерација заслужува ново објавување и ново представување на овие бајки кои што ќе живеат токму преку книгите, преку читањето. Им препорачувам на родителите, доколку не си ја набавиле оваа книга или доколку немаат во домашната библиотека вакви класици, да ги набава затоа што навистина пораките од овие приказни се вредни. Понатаму уште една книга која што исто така е новина во нашата издавачка куќа. Наградуваната книга се викам Храброст. Наградувана велам затоа што оваа година ја доби наградата за најкреативно издание од Сдруженијето на македонските издавачи, меѓутоа и го доби печатот, односно влезе во каталогот на White Ravens. Тоа е светски каталог кој што се објавува секоја година и во кој што влегуваат 200 книги од цел свет на различни јазици и кои што ги препорачуваат на светските издавачи. Така да единствената книга на македонски јазик оваа година што влезе во White Ravens каталогот е оваа книга. Станува збор на енциклопедиско издание во кое што се застапени приказни за 50 македонски жени. Значи почнувајќи од Сирма Војвода преку Нивена Ѓоргиева, Дуња, македонски познати уметници, пејачки, телевизиски лица, Бранка Станковска, вашата. Така, значи, се до некои нови жени кои што се, да речеме, пионери во својата професија. Значи, првата жена оджачар, првата жена пилот во Македонија, жена планинарка и така натаму. Значи, инспиративни приказни, направени се и напишани се да бидат разбирливи за младите читатели, меѓутоа за некои што бараат инспирација или сакаат да се потсетат на овие дами. Да, и ова е навистина одличен избор. Треба и младите да знаат за сите оние кои што биле пред нивното време, направиле толку многу, секој во својата област и секој во својата професија. Да, сега одиме понатаму со некои книги за возрастни. Книги за возрастни и книги за луѓе кои што сакаат да направат позитивна промена во својот живот. Нова година секогаш е момент кога размислуваме што ќе смениме наредната година, како да си го подобриме животот, како да го направиме поквалитетни избори, како домот побаво да си го уредиме и така натаму, како да извадиме најдобрата верзија од себе. Па овие 3 книгички од Майк Викинг, книгички велам, меѓутоа се книги што во однос на содржината која што ја имаат, пред се навистина лични на изглед. Кој ќе ги погледнете, едноставно посакувате да ги имате во вашиот дом, а таа естетика има, верувате, внатре во приказните. Значи станува збор за мала книга за лиќе, која што е
која што ја опфаќа среќата и што не прави среќни. Мала книга за Хиге која што дава совети како да ги подобриме нашите навики и уметност на создавањето спомени. Верувам дека ќе ги се допадне на сите читатели, сите оние кои што се двоумат што да подарат на своите пријателки, на своите другари и така натаму, значи книгите се за возрастни, меѓутоа може да останат и на ден вашите деца да ги прочитаат. И еден книжевен новитет за сите оние кои што сакаат да читаат романи, кои што сакаат да читаат белетристика, кои што сакаат историска фикција и на преубава книга која што толку изгледа од печат, затоа сакам да ја истакнам, Единствената жена во просторијата. Навистина убава приказна за Хеди Ламар, жената која што не само што пленала со својата убавена, холивудска дива била, меѓутоа таа била и многу паметна, интелигентна жена која што стои всушност зад изумот и пронаѓањето на бежичната комуникација, значи Wi-Fi-то, Bluetooth-от, GPS-от, значи не имало да постојат без нејзините изуми. Значи, верувам дека можеби малку женска страна свртев со предлозива, меѓутоа знам дека жените се страстни читатели, дека сакаат многу читат, меѓутоа ова мислам дека ќе им се допадне на вашите книги. Така да мене ми се допаѓа изборот Ана што сте го направиле. Искрена ќе бидам, книгите за деца повеќе ги знам во моментов, но тоа не значи дека другите книги нема да ги прочитам во наредниот период. Велам детските книги заради керките мои две и навистина ми се допаѓа изборот на сите книги кои што го презентиравте денеска на нашите гледачи. Јас сум сигурна дека оние кои што се двоумеа за подарок веќе решија што ќе подарат на своите најблиски, така што верувам дека во следниот период ќе има уште повеќе читатели кои што ќе уживаат во книгите. Да, верувам јас. И знаете, тоа да купите на детенце книга е да инвестирате во неговото здравје, затоа што не расипуваат заби чоколади, не се како чоколадите, така, а ќе остане и ќе ја читаат во текот на целата година. Така е, дефинитивно е така. Ви благодарам уште еднаш за овој разговор. Ви благодарам јас.